Здраво дечиња! Јас сум Анита Костова, воспитувач во детската градинка Рада Поцева од Кавадарци. Денес сакам да ви раскажам една приказна која можеби и сите ја знаете. Волкот и 7 јариња. Еднаш, многу одамна, една коза си живеела со своите 7 јариња. Но морала да им обезбеди храна, па им рекла: "Мили мои дечиња, морам во гората да одам по храна, а вие, додека ме нема мене, да не отварате никому, затоа што може да дојде страшниот волк и сите да ве изеде." "Добро, мамичке, ние на никому не отвараме. Немој да се грижиш за нас." Така, козата мајка заминала, а јарињата останале дома. Но набрзо дошол страшниот и лош волк, им тропнал на вратата и им рекол: "Отворете, дечиња, јас сум вашата мајка, ви носам полно подароци." Но јарињата виделе и слушнале по неговиот груб глас дека тоа не е нивната мајка. Имал црни шепи се појавиле на вратата. Но волкот бил итар и отишол со брашно ги ставил нозете, шепите и повторно дошол на нивната врата. "Отворете, дечиња, јас сум вашата мајка, ви носам полно подароци." И кога виделе дека шепите се бели, тие веднаш и отвориле и навистина помислиле дека е нивната мајка. Но кога отвориле, наеднаш волкот влегол во нивната куќа и почнал да ги гони, сите сакал да ги изеде. Кога ги изедел јарињата, не успел да го фати најмалото јаре, кое што било скриено во најскришното место во куќата. Тоа било ѕидниот часовник. Но набрзо дошло нивната мајка. Мајката коза кога влегла во куќата, што да види? Цела куќа била во неред, се било испревртено. Ги барала, ги довикувала јарињата, но напусто, ни трага, ни глас од нив. Таа била премногу тажна, почнала да плаче. Кога плачела, наеднаш некој шумнал и се слушнало најмалото јаре. Тоа било скриено во часовникот се уште и рекло: "Мамо, мамо, јас ќе ти кажам што се случило." Така, од кога и кажале што се случило, најмалото јаре со неговата мајка отишле во гората и го барале волкот. Но тој гласно рчал под некое дрво и кога мајката го видела тоа со полниот мев како му мрда, веднаш го отворила мевот на волкот и ги извадила своите јариња. Тие стоеле настрана, па им рекла: "Одете брзо во гората и донесете ми камења, за да го наполниме мевот на волкот и јас ќе го сошијам." Така јарињата и направиле. Мајката го сошила мевот на волкот и откога волкот се разбудил, бил многу жеден. Отишол до реката да се напие вода, но кога наеднаш паднал во водата од тешките камења и се удавил, деца. Така останале живи јарињата и среќно живееле со нивната мајка, но и ветиле дека повеќе никогаш нема да отворат на некој што не познаваат. Сега, деца, сакам да ве прашам за неколку прашања од приказната.
колку јарења имало деца во приказната? Да, 7 јарења. А од кого требало да се чуваат јарењата? На кого требало да не им отвараат? Точно, требало да се чуваат од волкот. А што направил волкот кога влегол во кукичката на јарењата? Да, ги изедил. А кој ги спасил јарењата од волкот? Точно, деца, нивната мајка. А сега да ве прашам, дечиња, дали вие треба да ја слушате вашата мајка? Па се разбира дека треба да ја слушате. Сите дечиња треба да ја слушаат својата мајка. И дома би ви предложила со некој од вашите домашни да ја играте оваа приказна, можеби со други улоги и со некој друг крај. Се надевам дека приказната ви се допадна. Довидување до следниот пат. Чао!